Димитар Пановски, медиумски студии и односи со јавноста, 1 година. Почитувана публика, драги пријатели, ценети професори. Вечерва ви донесов неколку црвени капи со слоган од мојата нова кампања. Толку може мојот студентски стандард. Некои ќе речат, тоа е само капа. Ама понекогаш, една капа може да стане символ. Символ на идеја, символ на порака, символ на надеж. Долго време слушавме една порака. Да го направиме светот повторно голем. Но вечерва, јас не сум тука да зборувам за голема Америка, голема Русија или Кина, за голем штип. Јас сум тука да зборувам за нешто многу поголемо. Нешто што му треба на целиот свет. Да го направиме мирот повторно голем. Бидејќи, ајде да бидеме искрени, денес светот има многу работи. Имаме технологија, имаме ракети, имаме вештачка интелигенција, имаме милиарди информации, но има нешто што очигледно го губиме. Мирот. Технологијата се разви како конкуренција на мирниот работник. Вештачката интелигенција е шеф и министер над скромниот човек. Ракетите им служат за да паѓат врз главите на невини деца. Милиардите информации не можат да изгасат пожари, спречат поплави. Никој не може да го врати мирот. Го губиме мирот. Тоа е најважното што не достига. Погледнете го светот денес. Сцените што ги гледаме не се филм, не се театар. Тоа е реалност. Слики од Украина, слики од Израел и Палестина, тензии со Иран, конфликти во Судан и Етиопија, закани меѓу Пакистан и Индија. А ние на Балканот се уште се сеќаваме на раните од Босна и Херцеговина и на тензии околу Косово. Еве вечерва го читам мојот манифест. Да ги застанете веднаш сите ракети. Престанете да ги менувате границите. Нив подобро да ги нема. Градете атомски централи. Правете енергија за идните генерации. Филтрирајте го загадениот воздух. Очистете ја загадената вода. Донесете ношачи за храна за илјадници гладни деца. Обезбедете повисок стандард за оние кои работат вредно, за оние кои учат и создаваат. Насочете ја воената наука и технологија во борба против новиот непријател на човекот. Гладот, жетта, загадувањето, човечкото его и доминација. Замислете како ние младите да се справиме со новата цена на нафтата. Едва и добивме возачка дозвола. Едва и најдовме пари за кино и бургер. Почитувани лидери, колку уште генерации треба да растат со истите вести? Колку уште мапи треба да се цртаат со крв? Па затоа понекогаш човек доаѓа до апсурдна мисла. Може би треба сите светски лидери да ги повикаме и да ги заклучиме во една просторија. И да не ги пуштиме надвор додека не потпишат мир. Без изговори, без говори, без камери. Само едно прашање. Дали човештвото ќе продолжи да се уништува или конечно ќе избере мир? Да започнеме да зборуваме за радосни нешта. Навистина, да започнеме да зборуваме за радосни работи, насмејани деца, исправени родители и храбри млади луѓе. Па затоа велам, да го направиме мирот повторно голем. Ви благодарам.